Општина Киселавода ќе донира 1 милион денари за семејствата на настраданите во пожарот во Кочани. Одлуката била донесена едногласно на денешната вонредна седница на Советот на Општина Киселавода. Седницата на Советот започнала со едноминутен молк во чест на загинатите во трагедијата. Во овие тешки моменти нашите мисли и молитви се со семејствата на загинатите, со сите кои загубија своји најблиски, како и со повредените на кои им посакуваме брзо закрепнување. Ова е незамислива и ненадоместлива загуба за целото општество. Во знак на сочувство и солидарност, Општина Киселавода донесе едногласна одлука да донира 1 милион денари за семејствата на настраданите. Ова е само мал гест на поддршка, но во овие моменти е многу важно да бидеме обединети, да си помагаме и да се грижиме едни за други. Нека почиваат во мир сите што ги загубија животите, а нивните семејства нека најдат сила да ја пребродат оваа трагедија, изјавил градоначалникот Орце Ѓорѓиевски. Општина Центар денеска одржа вонредна седница по барање на градоначалникот Горан Герасимовски, на која советниците едногласно донесоа одлука за доделување парична помош во висина од 1 милион денари за настраданите и повредените во трагедијата во Кочани. Седницата започна со едноминутен молк во знак на почит кон загинатите. Герасимовски потенцира дека во овие моменти на голема болка не постојат зборови што може да ја намалат тагата, но постои нешто што може сите ние да го направиме. Тоа е да бидеме сплотени и меѓусебно да си помагаме кога е најпотребно. Трагедијата во Кочани е огромна болка за сите нас. Не можам ни да замислам како име на оние фамилии што ги загубија своите најмили. Во овие моменти на тага не постојат зборови што може да ја намалат тагата, но постои нешто што можеме сите ние да го направиме, а тоа е да бидеме сплотени меѓусебно да си помагаме кога е непотребно. Загубата е непроценлива, но човечката поддршка и заедништво се тие што можат барем малку да ја улеснат тежината што ја носат овие семејства. Општина Центар издвои 1 милион денари за семејствата на настраданите и повредените. Ги повикувам и другите општини да се мобилизираат. Мораме да бидеме солидарни и сплотени, истакна Герасимовски. Семејствата и блиските на настраданите и повредените кои се хоспитализирани во скопските здравствени установи можат бесплатно да се сместат и да одморат во хотелите на територија на градот Скопје. Оваа иницијатива се реализира со поддршка на скопските хотели, а граѓаните можат да се јават на телефонскиот број 073 821 120. Општина Илинден ќе донира 500.000 денари за настраданите во пожарот во Кочани. По трагичниот пожар што ја зафати дискотеката Пулс во Кочани на 16 март 2025 година, при што загинаа најмалку 59 лица, а над 190 се повредени, градоначалникот на општина Илинден Александар Ѓорѓиевски изрази длабоко сочувство и солидарност за погодените семејства и предложи до Советот на општината општина Илинден да донира 500.000 денари од општинскиот буџет за помош на настраданите семејства. Во знак на поддршка општината одлучи да ги донира овие финансиски средства во Фондот за солидарност на Црвениот крст на Република Македонија, со цел да се обезбеди директна помош на погодените семејства. Градоначалникот Ѓорѓиевски истакна дека оваа донација е мал гест на солидарност кој има за цел да им помогне на семејствата погодени од оваа тешка трагедија. Тој изрази надеж дека овие средства ќе придонесат за пребродување на тешката ситуација во која што се наоѓаат семејствата погодени од катастрофата. На предлог на градоначалникот Дарко Костовски, Советот на општина Бутел одржа вонредна седница. Советот ја започна денешната седница со едноминутно молчење во знак на почит кон загинатите во трагичниот пожар во Кочани. Советниците едногласно донесоа одлука за доделување на 1 милион денари финансиска помош на семејствата на настраданите во тешката несреќа во Кочани, информираат од општината. Македонија е завиена во црно, секој од нас чувствува длабока тага и болка за трагично згаснатите 59 млади животи. Моите молитви се со семејствата на починатите и со повредените да заздрават што е можно побрзо. Немам зборови со кои можам да ја опишам оваа голема трагедија, но во овие мигови потребна ни е солидарност, сплотеност и одговорност. Кочани, 16.3.2025, никогаш и никаде да не се повтори, истакна градоначалникот Дарко Костовски. Илјадници граѓани на Скопје синоќа излегоа за да изразат сочувство и почит за смртта на младите луѓе кои трагично го загубија животот во дискотеката Пулс во Кочани, а преку транспарентите кои ги држеа во рацете упатија и пораки против корупцијата.
Лесно запаллива држава, немаше да има крв ако се е по закон. Нивниот единствен греф е што беа родени во коруптивен систем. Беа само дел од пораките кои се испратија. Собирот почна со 16-минутен молк за трагедијата што се случи на 16 март. Продолжи без обраќања додека присутните оставаат цвеќиња и свети кај фонтаната на градскиот плоштад. Според последните информации, во пожарот животот го загубија 59 млади луѓе, меѓу кои 7 членови на групата ДНК и полицаец кој бил на должност. Повредени се 196 лица, од кои 20 деца. Дел од нив се лекуваат во државата, дел се хоспитализирани во странство. Утре ќе бидат погребани Андреј Ѓоргиевски, пејачот на дуото ДНК, и Сара Пројковска, професор по пијано на Факултетот за музичка уметност и придружен вокал на групата, кој починаа во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани на 16 март. Факултетот за музичка уметност објави дека погребот на Пројковска ќе биде утре на гробиштата во Скопско Лисиче. Телото ќе биде изложено во црквата Свети Петар и Павле во Лисиче од 12 часот, велат од Факултетот за музичка уметност. Андреј Ѓоргиевски ќе биде погребан од 10 часот на гробиштата во Бутел. Утре од 10 часот и 30 минути во трговскиот центар Лептокарија во Скопје, на местото наречено Коцка, ќе биде отворена книга на жалост за Андреј Ѓоргиевски. Иницијативата ја покренаа школските другари на пејачот со кој учел во основното училиште, символично на местото каде што излегувале кога биле основци. Погребот на загинатите лица од Кочани во пожарот ќе се одржи утре. Директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чангелов соопшти дека е преземено се што е потребно за организирање на погребот. На погребот ќе присуствува поглаварот на Македонската православна црква, господин Стефан, ќе има и неколку владици од синодот. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расу тесни. Вечно ќе ја